Настапија возачите во втората, третата и во четвртата класа. Но секако пред да го проследиме и загревачкиот круг во оваа категорија и како изгледа генералниот пласман во класа Т1. На првите позиции Никола Несторовски, Дејан Стефановски со по 16 бода, трето место за Владимир Тренерски со 12, на четвртото место Мјалче Василевски останува на досега освоените 10 бода, пети е Наковски со 8, шести Марио Велковски со 6 освоени бода. Веќе сме со формацијата во втората дивизија од денешната трка, каде што настапија возачите во втората, третата и четвртата класа. Пол позицијата во најсилната имаше Илија Малинковски пред Блажи Јанакиевски, додека во класата 1600 кубни сантиметри најбрз на вчерашниот тренинг беше Тихомир Мрчковски од Мак Петрол пред Орхан Амет од Уно Ресинг тимот и Благо Димитровски од тимот на Автоклиника. Во четвртата класа 1400 кубни сантиметри најдобро време на вчерашниот тренинг оствари Антонио Скендеровски од тимот на Скопје пред клубскиот колега Игор Богатиновски. Стево Котовски од Импегни имаше трето најдобро време пред возачот на Спид Игор Барбаровски. Купно 14 возила во втората дивизија. На стартот од десната страна на екранот е Илија Малинковски, Тихомир Мрчковски во возилото на Хонда стартуваше од втората позиција и ја имаше најдобрата од вчерашните квалификации во неговата класа, меѓутоа по самиот старт и успева да го искористи потенцијалот на неговиот автомобил. Се работи за возила со зафатни на 2600 кубни сантиметри, група Хоби. Самото име кажува дека според пропозициите во оваа категорија дозволени се секакви преправки, но треба само да се задржи кубикажата во оваа категорија и пропишаната тежина на возилата во зависност дали се работи за 8 вентилски или 16 вентилски мотор, потаму и одличните перформанси на овие возила. Тоа го користи Тихо Мрчковски во првиот дел на преварот, успевајќи по стартот и да создаде мала предност во однос на Илија Малинковски, возачот на АСК Скопје, настапува со автомобилот Opel Astra. Во тие моменти зад него се наоѓаше и Блажи Јанакиевски од тимот на Мак Петрол, настапува годинава во новото возило Honda Civic Type R, подготвено во Италија, слично како и Астрата што ја вози веќе 7 години последователно Илија Малинковски. Дебитираше со возилото Honda Type R Блажи Јанакиевски на надпреварот во Кичево. До тогаш веќе пропушти една трка. Ова е втор надпревар за него на кружни патеки со новото возило, како и ланската сезона ја освои шампионската титула во класата до 1600 кубни сантиметри, токму со возилото кое денеска го управуваше Тихомир Мрчковски. Во класата до 1400 кубни сантиметри Антонио Скендеровски ја задржа позицијата и местото што го имаше во вчерашната квалификацијска сесија пред Игор Богатиновски, Стево Костовски и Игор Барбаровски, значи непроменет редослед на возачите што настапува во класата до 1400 кубни сантиметри, сите четворица со автомобилите Peugeot 106 Rally. И следиме обидите на Јанакиевски да се доближи до Илија Малинковски, кој славеше на првите две трки во неговата класа и забележа до сега максимален број на освоени бодови. Што се однесува пак до учесниците во класата 3 до 1600 кубни сантиметри, поради недоволен број возачи не се бодуваше оваа класа во рамките на првиот надпревар одржан во Скопје, додека во Кичево во рамките на класата 3 победи Благо Димитровски пред Лазар Угровски, третото место го освои Орхан Амет. Возачот на АСК Скопје Угровски, кој во рамките на вчерашната квалификацијска сесија имаше мало излетување уште во самиот почеток, оттаму и не успеа да оствари време за да ја обезбеди настап на денешниот надпревар. Во првиот дел на преварот и натаму во водство Тихомир Мрчковски пред Илија Малинковски и Блажи Јанакиевски. Во втората дивизија
Во останатиот дел од колоната во оваа трка, борба за позициите меѓу Благо Димитровски, Антонио Скендеровски, Орхан Амет, додека Игор Богатиновски се наоѓаше во тие моменти во борба со Владимир Димушевски, кој настапува со автомобилот Рено Меган, и еве го моментот кога Илија Малинковски го превзема лидерското место од Тихомир Мрчковски, во обид секако и да направи предност пред најголемиот конкурент за него денеска во оваа категорија, Блаже Јанакиевски од тимот на Мак Петрол со одлично подготвената Хонда во оваа категорија. На третата позиција во тој момент во класата 2000 кубни сантиметри, група N се наоѓаше Владимир Димушевски, додека и натаму не променет редоследот на возачите што се надпреваруваат во класата 2, 2400 кубни сантиметри. Во првиот дел од надпреварот, Скендеровски пред клубскиот колега Богатиновски, Костовски на третата позиција и Барбаровски од тимот на Спид, дебитант годинашнава сезона во автомобилизам, настапува со возилото што ланската година, како и сезоните пред тоа, го управуваше неговиот клубски колега, кој се реши годинашнава сезона да направи мала пауза, така што Игор Барбаровски дебитира годинава во класата 2 со возилото Peugeot 106 Рели, управувано ланската година од Тодор Исиловски. Александар Димушевски, третопласиран во моментот во класата 2, инаку син на постариот Димушевски, трикратен првак на Македонија во автомобилизам, кој годинашнава сезона се реши да настапува во Европскиот Челендж Куп, така што не го гледаме годинава на домашните патеки. За Малинковски, откако го преземе лидерското место од страна на Тихомир Мрчковски, успева да создаде и солидна предност, а во останатиот дел од надпреварот и немаше потреба премногу да форсира и уште еднаш да ги потврди своите, како и перформансите на неговото возило, кое, ќе кажам, безпрекорно функционира откако 1995 година. Малинковски го подготви во Италија, е познатиот тюнер Барболини, откако и вашиот коментатор памети ниту еден механички дефект до сега него невозможил Илија Малинковски да заврши надпревар, откако и ланската година паузираше во шампионатот на Македонија. На надпреварот во Кичево Илија Малинковски забележа победа пред Милан Димитровски, возачот на автоклиника, додека Владимир Димушевски во рамките на тој надпревар го освои третото место. На првата трка одржана на оваа патека, Малинковски во таа трка исто така забележа победа пред Владимир Димушевски, додека пак трето место на таа трка го имаше освоено Милан Димитровски. Во класата до 2000 кубни сантиметри укупно настапија 6 возачи, на патеката уште ги гледаме и Дејан Георгиевски, еден од тројцата возачи на автоклиника. Ова е моментот кога Игор Богатиновски од тимот на АСК Скопје, поради проблеми со пневматикот, мораше да се прости од борбата за висок пласман на денешната трка, инаку тој имаше големи амбиции. Пред почетокот на оваа трка, бидејќи заедно со Антонио Скендеровски се наоѓа на лидерското место во класата 2 со по 16 бода, благодарение на едната победа остварена за Богатиновски на надпреварот во Кичево, додека Скендеровски триумфираше на првиот надпревар во неговата класа во Скопје. Имаат и по едно второ место, оттаму и истиот број бодови во пресрет на денешната трка, меѓутоа за Скендеровски надпреварот се одвиваше без ниту еден проблем, додека Богатиновски во борба
за што е можно подобра позиција и секако да ја анулира предноста што имаше стекнато Скендеровски. Префорсира, а тоа резултираше и со дефект на неговиот пневматик. Секако отиде во боксот и повторно се врати на патеката, но во меѓувреме се разбира и ја загуби втората позиција, успевајќи на крајот се пак и да стигне до бодови. Промена на редоследот во класата 2, во тој момент на втората позиција извива Костовскиот Импегна Рейсинг тимот, а на третото место дојде Игор Барбаровски од тимот на Спид. Во класата 3 Тихо Мрчковски од тимот на Мак Петрол, откако го пропушти Илија Малинковски на лидерската позиција во оваа дивизија, сепак и немаше голема причина да го форсира својот автомобил, бидејќи Орхан Амет, Благоја Димитровски беа далеку зад него. Додека пак Скендеровски, следен од возачот што премноку го спомена, Орхан Амет од Уно Рейсинг тимот, и немаше потреба да форсира, бидејќи конкурентите во средишницата од надпреворот не беа во позиција да ја загрозат, да го загрозат по неговото лидерско место во пресред на последните неколку круга од трката во втората дивизија. Во најсилната класа до 2000 кубни сантиметри, група НИСП, според правилникот на Автомотосојузот на Македонија, може да настапуваат и возила подготвени според двете хомологации, оттаму и возилото на Илија Малинковски, подготвено според хомологација за група Н. На ист начин е подготвено и возилото што го правува Блаже Јанакиевски, додека пак Владимир Димушевски настапува со своето возило според хомологација за група СП. Некаде околу 230 коњски сили располага автомобилот Honda Civic Type R, со кој настапува Блаже Јанакиевски. Во меѓувреме Владимир Димушевски го завршува својот настап, откако во првите два надпревара забележа пласман на второто место на првиот надпревар во Скопје, односно третата позиција беше за него откако заврши трката во Кичево, но на денешниот надпревар и немаше среќа поради проблеми со својот автомобил. Помладиот Димушевски не успева да стигне до нови бодови, што евентуално би му ја донеле и во пресред на последната трка втората позиција во генералниот пласман. Максималната брзина што се постигнуваше на оваа патека денеска во рамките на втората дивизија некаде околу 180 км на час на најбрзиот дел од патеката за возилата во класата СП, како и за автомобилите Хоби, кои пак според хомологацијата може да употребуваат и различни степени на преносот, бидејќи располагаат со некаде околу 200 коњски сили. Идентична разликата и во завршницата на овој надпревар меѓу Малинковски и Тихомир Мрчковски, иако настапуваат во различни категории. Одличен впечаток секако на денешната трка за Тихомир Мрчковски, возачот од Мак Петрол, кој изминатиот период настапуваше со автомобилот Југо 65, исто така во класата Хоби, меѓутоа поради честите механички проблеми во неговиот клуб му излегува во пресред и на денешниот надпревар се појави со возилото Honda Civic изминатите години управувана од страна на Блаже Јанакиевски. Без проблеми се одвиваше надпреварот и за Антонио Скендеровски, успевајќи од самиот старт па се до завршницата на надпреварот да се наоѓа на лидерската позиција, откако неговите конкуренти во намешаница по стартот загубија неколку секунди, што подосна и се покажа како клучно за расплетот на ситуацијата во класата 2, секако и поради проблемите што ги имаше Игор Богатиновски, клубскиот колега на Скендеровски во класата 2, воедно и најголем конкурент, барем по првите две трки од годинашната сезона на кружни патеки.
Инаку до крајот на годинашната сезона остануваат уште 2 трки и еден надпревар што следува, тоа е Ридската трка што ќе се одржи на 7 септември на познатата патека Пониква крај Кочани во организација на автомото друштвото Лопен од Кочани и секако последната кружна трка што на истава патека ќе се одржи на 21 септември исто така во организација на автомото клубот Прима од Скопје, а под патронатство на Автомото Сојузот на Македонија, надпревар за кој се најавени и гости од соседните земји. Некаде околу 6 до 7.000 гледачи го следеа денешниот надпревар. Ке напоменам дека температурите во возилата беа исклучително високи, меѓутоа се покажа дека и возилото, но и возачите навистина беа во одлична кондиција. Забележавме само неколку откажувања поради механички проблеми, оние два инциденти што ги регистрираше една од 4 камери на македонската телевизија, задолжени за да ја направат и денешната репортажа од надпреварот Скопје 2. Може да се види дека веќе Илија Малинковски имаше голема предност пред конкурентите. На вчерашните квалификации го имаше остварено и најдоброто време. 1:17.463 беше неговото постигнување со просечна брзина од 81 км 329 метри на час. Секако успеа за малку да го подобри своето време и во рамките на денешниот надпревар, постигнат во четвртниот круг за 1/10 подобро од неговото остварување на вчерашниот официјален тренинг. Во класата 3, по позицијата Тихомир Мрчковски пак ја освои со време 1:18.173, успевајќи на денешниот надпревар да вози за 7 десетинки побавно, но како што споменав и немаше причина да форсира. Во меѓувреме и клубскиот колега Милан Димитровски го пропушта Блага Димитровски и се работи за возачи што настапуваат за ист клуб, но во различни категории. Милан Димитровски денеска имаше и проблеми со својот автомобил, кој во изминативе неколку трки беше солидно подготвен, меѓутоа на денешниот надпревар за него целта беше да финишира, а со тоа и да стигне до под, за да на крајот од годинашната сезона може да стигне до една од трите позиции во генералната класификација. И финишот на надпреварот, победа на Илија Малинковски, број 3 годинава на кружни патеки, практично на тој начин ја верификува титулата во оваа категорија со максимален број освоени бодови, вкупно 30 од досега одржаните 3 трки. Финишираше и Антонио Скендеровски, секако и победникот во класата 3 Тихомир Мрчковски од тимот на Мак Петрол, а возачи што уште обезбедија пласма на победничкиот пиедестал во класата до 2000 кубни сантиметри, второ место за Блажија Накиевски од тимот на Мак Петрол, пред Милан Димитровски, возачот на Автоклиника. Ги следиме веќе моментите на прогласување во класата 2. Трето место за Игор Барбаровски, второ за Стево Костовски, а победи Антонио Скендеровски, возачот на АСК Скопје. Во пласман влезе и Игор Богатиновски, успеа да освои 3 бода со четвртото место. Во класата 3 победа за Тихомир Мрчовски, триумфираше денеска пред Благо Димитровски од Автоклиника и Орхан Амер, возачот на Уно Рейсинг тимот. Воедно прва победа за Тихомир Мрчковски на кружни патеки. Во четвртата класа Илија Малинковски на највисокото место на пиедесталот пред Блажија Накиевски и Милан Димитровски. Победник во класата 2 2400 кубни сантиметри група 1 Антонио Скендеровски од Автомото клубот Скопје. Практично нови 10 бода и голем чекор напред кон одбрана на титулата и поход кон златната кацига во престој на последниот надпревар годинава. Да, така е. Со оваа победа
поблиску до златната кацига. Се надевам дека ќе успеам да ја завршам. Една голема благодарност до другарите од клубот. Голема благодарност исто до целата дивизија која коректно се возеше. Се надевам дека спортот ќе оди све понапред. Нека уложат оние што се поуспешни во бизнисот, ќе биде поуспешен и спортот. Тихомир Мрчковски, победник во класата 3 до 1600 кубни сантиметри, група Хоби. По подолго време, повторно сте на тркачкиот асфалт и со возилото Honda Civic 1600 кубни сантиметри, денеска бевте далеку поуспешни од конкурентите. И јас слагам со тоа. Возилото Југо не ми се погоди прошлата година, сам цела сезона, сега дојдов до добро возило и мислам дека ќе идеме само напред. Што очекувате во пресрет на последната трка што ќе се вози на истата патека? Мислам пак дека ќе бидам прв. И во класата 3, по трите извозени трки, на лидерската позиција се наоѓа Димитровски пред Мрчковски и Орканамец, Кендеровски на чекор до титулата во класата 2 пред Богатиновски и Стево Костовски. Како што споменав, наредната трка ќе се вози на 7 септември на патеката крај Пониква, последниот надправ на кружни патеки на 21 септември на патеката крај Македонската телевизија. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието и останете натаму со нашата програма. Пријатно! For more tips.